денеска се чувствувам многу пријатно, но исто така и многу сигурно, бидејќи сум во друштво на светски шампион. Покрај мене е светски шампион во карате, поточно во кати, во дисциплината фукуго и обединето карате. Но денеска сме намерно во овој амбиент, во ВОС, бидејќи ќе ги оставиме за момент татамите во заднината на нашиот муабет и ќе им дадеме предност на шините, на пругата и онаа убава композиција на минатото, која што може би ја паметите преку една интересна серија, по старите генерации сигурно ја паметат, Булки крај шините. Две фамилии, две фиданки, помлади фиданки, кои што ги бараат корените во железницата и животот покрај железницата. Повели Дејан Недев, представи ни се, од каде доаѓаш ти, од каде се твоите корени? Најпрво би сакал да се заблагодарам што ете ме поканивте да бидам дел од вашата емисија, која што е извонредна и која што мислам дека со оваа емисија и вашиот проект ќе ги разбудиме оние чувства кај гледачите да се вратат од онаму каде што потекнуваат. Јас потатко потекнувам од Грацко, односно од Долно Чичево, од каде што е мојот дедо, и исто така потекнувам од железничарско семејство. И татко ми и дедо ми работеле на македонските железници и тоа е една од символиките кои што е причината зашто сме денеска во ВОС. Да, имаме една мощна интересна коинциденција, бидејќи нашите фамилии се поврзани многу на еден многу интересен начин, бидејќи мојата баба потекнува од село Долно Чичево, како и неговиот дедо. И двајцата сме од железничарски фамилии и на двајцата ни значи животот на железницата и сме го искусиле тој шмек на посебен начин на живот, што нашите родители уште повеќе го искусиле покрај нашите дедовци и баби. И тоа е еден посебен лајфстайл денеска што ќе го почувствувате и вие покрај нас. Кажи ми какво беше твоето детство, што те насочи кон каратето и што се сеќаваш од раскажувањата на твоите предци на железницата? Па, јас започнав многу млад да се занимавам со карате од мојата 5-та година, значи всушност многу порано од кога проводев јас. Од тогаш, од пелени на карате. Да, значи бидејќи мојот татко е фактички од онаа прва генерација која што започнала да се занимава со карате во далечната 1967 година. И токму во карате клубот Работнички, кој што и денеска постои во Скопје. Тоа е онаа чуена зграда која што од каде што излегува многу генерации на успешни каратисти, не само од кога е Македонија самостојна како држава, него и во бивша Југославија. Значи сите оние европски и светски шампиони кои што ги дала оваа држава, односно Македонија, потекнуваат токму од карате клубот Работнички, кој што е исто така не е случајно регистриран уште тогаш под името Работнички, затоа што е во тоа време беше под патронат на Македонски железници, бидејќи мојот татко беше вработен во Македонските железници и секогаш имавме онаа поддршка од Македонските железници кога требаше да се патува на некој надпревар во странство. Значи секогаш и во бивша Југославија и од кога станавме независна држава, секогаш компанијата Македонски железници ни излегувала во пресрети, ни помагала со тие бесплатни возни карти. Значи можам да се присетам дека пред 20 години најдалеку што сме биле со воз од Скопје бевме до Манчестер, кога во 95-та година учествувавме на Европското првенство. Значи традицијата на некој начин продолжува. Точно освен така, што да. Вие се навраќате и традиционално го негувате каратето, сепак таа е инкорпорирана и понатаму во другата традиција. Па точно, да, значи ние сме поврзани со традицијата, бидејќи го гаеме исто така и она традиционално карате кое што е изворно право карате, оригинално, кое што потекнува од Јапонија.
така да гајме традиција и на спортски план и еве со македонски железници. Кој ти е сенсеј за кати? Мојот сенсеј од самиот почеток и до ден денес е мојот татко Венцислав Недев, кој што е најзаслужен за моите резултати кои што ги постигнав и на домашен и на меѓународен план. Значи во мојата богата напредувачка кариера успеав неколку пати да бидам повеќекратен шампион на Европа, исто така и на светот. Скоро во сите надпреварувачки дисциплини, значи вие ги спомнавте катите и дисциплината фукуго, која што е комбинација на ката и борба, но исто така јас сум настапувал во сите постоечки дисциплини во традиционалното карате и во сите имам постигнато врвни резултати. До сега имаш нанижано многу успеси, значи од 1994-та, пета, до сега скоро, до 2017, крајот на до пред еден месец и ни се врати со каква титула? Исто светски шампион, само во екипна конкуренција. Екипна. Да, не во поединечна, туку во екипна. Мојот прв најзначаен резултат беше во 95-та година како кадет на Европското првенство во Скопје, кое што го организираше нашата федерација. За прв пат станав шампион на Европа во кадетска конкуренција. И тој резултат можам да кажам дека ми ги отвори широко вратите кон карате спортот и ме мотивира да продолжам со тоа темпо на работа и да во континуитет да бележам резултати. Значи јас во тие помладите категории, значи во кадетски, во јуниорска конкуренција бев повеќекратен шампион на Европа и веќе како сениор во таа најтешка конкуренција во почетокот бев секогаш втор, трет, но последните 10 години секогаш сум прв и на европските и на светските првенства. Ето што е дете на железничар. Да. А мора да истакнам дека оваа година го постигнавме најголемиот резултат во историјата на македонскиот карате спорт, односно македонската репрезентација од последното светско првенство кое што се одржа во Монтекатини, Италија, од 1 до 3 декември, се врати со освоени вкупно 14 медали. Браво, кои 9 браво. златни, 1 сребрена и 4 бронзени медали во сениорска, јуниорска и кадетска конкуренција. Ја мислам дека ретко која федерација и кој спорт може да се пофали со овакви резултати од едно големо надпреварување како што е светско првенство. И јас во екипна конкуренција заедно со мојот брат Алјоша Недев и Матеј Ангеловски, кој што е помлад од нас, успеавме да станеме светски шампиони во кати екип. Недеви се деца на железничари со железен дух, дисциплинирани, мудри, фокусирани и ја обожаваат филозофијата на каратето, бидејќи каратето е навистина една посебна дисциплина на ниво, на степен на уметност и умешност. И овие железничарски деца денеска ги враќаме назад кон спомените. Представникот ни е Дејан Недев, преку него ќе го откриеме Долно Чичево, градско, животот покрај пругата, животот покрај булките. Флипсот кој прави се друго да изгледа помало. Од сега и во пикантно издание. Стоби Флипс Магнус, голем и лут флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. How you feeling happy? Tell me how you feeling happy? We about to do this cause we happy. Deluxe. Come along if you Is a minute? happiness is the truth. Because come along if you know it. Happiness is in you. No. Come along if you feel like
Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Возови, времиња, судбини, живот. Железницата е блуз. Пругите и станиците си имаат некоја своја убава меланхолија која собрала во себе разделби, средби, враќања, испраќања, надежи, копнежи, солзи од тага и радосници. Ова е приказна за животот покрај железницата, втората мајка на железничарите. Дедо Миристо Насковски беше железничар, наскопски надзорник на пруга, секција за вези или врски, одржување и сигнализација. Сопруга му беше баба Магда од Чичево. Каква коинциденција или игра на зборови, освен сопруга и венчана со пругата. Јас и Дејан од Недеви сме внуци на железницата. Фамилиарниот бршлен во нашето минато. Сигурно нашите дедовци биле колеги по пруга и соседи по станица, затоа што еден убав дел од животот живееле во градско. Овде во Скопје, железничарското мало, паралелно на Скопската железница, во кое живееле фамилиите на железничарите кои кадровски се делеле на машиновозачи, контролори, скретничари на нивниот железничарски јазик, порано и ложачи на пампури и други профили, го викале железничка колонија или колонијал. Градскиот символ од тоа време е парното вовче Кирчо Пампур, заради обликот на чајниче. Дури и тесната пруга од 60 на сантиметри го става во деминутив Киро, кој прв пат забрефтал на 15 јули 1922 година од Ханриево, денешно Ѓорче Петров, преку Групчин, Тетово, Падовина или Жеровјане, Гостивар, Кичево, до Охрид, со крак кон Струга и Ташмаруништа. Денеска, речиси век потоа, ние сме на фиктивна релација Скопје вија градско, реални 78,3 километри далечина, а фактички ни спомените, и тоа со кинески воз. Од функционалниот проект на Кензо Танге, јапонецот кој по земјотресот остави белек во стилската архитектура на Скопје, за многумина пребетонска, но се измички безпрекорна заради земјотресите, до најуникатната во Европа, станицата во градско. Дотаму паралелата меѓу старовремските возови, како што би рекле младите, и овие модерниве шинкасен куршуми, кои во светот достигнале рекордни 600 км на час, со јапонскиот Маглев, не само на лик, туку и со брзина на куршум е повеќе од јасна. Нема повеќе чуф-чуф и прозорец низ кој ќе гледате надвор и ќе ги садите семките од крушите и јаболките за ужинка, фрлени некаде на некој случаен рид. Сега херметизирани во новиот ни воз, дискутираме и именуваме по некоја анекдота. Како на пример, онаа со која ве пречекува секој железничар. Знаеш ли како врти возот за во Рикверц? Чекајки го погрешниот одговор, за на крај да ви одговори дека возот има 2 управувачки кабини или 2 глави, за напред и рикверц, и нема потреба да врти. Железничарски мајтапде? Во Јапонија и Кина и седиштата се вртат заради погледот. Стискаш команда и си гледаш кон напред. Пред нас е градско. Добро ве најдовме. Како сте, добри сте? Одлично. Домакинот на градско. Да, градско. Ајде да прошетаме да ни покажете каде било вашето детство и како сте си поминувале во животот покрај пругите, што јас го викам булки крај шините. Во главном овде.
На железничкиот коридор 10, покрај истоименото село, во централно-југоисточниот дел на Македонија е третата железничка станица од Велес, Грацко. Најубавата железничка станица, архитектонски бисер меѓу станиците во Европа. Елегантна, висока, во австро-унгарски префинет манир и со долг перон. Како заградба изградена кон крајот на 19. век, 1871-та, била мощна и современа според тогашните стандарди. Имала подземни премини до пероните кои функционирале до средината на минатиот век. Сега се покриени со лимарија. Во 1916-та, за време на Првата светска војна, за потребите на Македонскиот фронт започнала изградбата на теснолиниската пруга од Грацко до Дреново, подоцна продолжена до Прилеп и Битола. Последен е проектот обнова на станиците градени во Турско, на кој им е ветен европски лик. Колку е европски во однос на автентичниот од 19. век, оној на кој светот му се воодушевуваше, проценете си сами. Според проценката, возобновата е исплатлива, но само за 10 станици долж пругите од коридорот 10 и кракот 10D, меѓу кои влегува и Грацко. А на времето, железницата беше сцена, јавна трибина, место достојно за говор, чии аудиториум беа измешаните нации или народот, на кој Тито му се обраќаше од синиот воз. Агендата пригодни говори од маршалот била Гевгелија, Неготино, Велес, поздрави долж тиквешијата, кои кулминирале со говор на железничката во Скопје. Демографски, Грацко е богато со различни нации. Подстреите на поранешните железничарски домови, препознатливи по прозорците и бордурите, проживеале различни вери и националности. Животот на Недеви, покрај станиците 420, онаа од најраното детство која буквално е здробена од забот на времето, и 421, онаа од младоста, која го сочувала ликот и им се нашла за дом на ромите кои ги затекнавме, се спуштил од погоре, од Долно Чичево, во Грацко, кое тогаш било рурален центар, мала метропола меѓу селата која за жал не ги задржала поперспективните младинци, чиј магнет бил Скопје. Таа врска меѓу Скопје и Грацко и сега е присутна, и тоа преку стопанството, викендиците, економијата. Оние кои успеале, возвратиле со придонес во имиџот на регионот. Слична судбина делат и другите напуштени станици кои денес се кров над главата на ромските семејства, кои ја продолжуваат традицијата на чергата покрај железницата. Возот или караванот, се едно е, битно да врви, а кучињата нека си лаат. Кај сенсеј Недев, Венцислав или Венцо Недев, љубовта од возовите се конвертирала во каратето, за кое генерациите кои добро го знаат велат дека му е во душата. Причина – гостинка, и тоа многу убава и храбра гостинка, од оние што никогаш не излегуваат од сеќавањата. Табла зашто е значајна? Значајна токму на ова место имав еден инцидентот кој ми даде идеја после да се запишам на карате и да го почнем да го вржам каратето. Летниот период дојде едно девојче на гости од Крагуевац. Ја некако успев да се здружам со незе и еден период почна да ни праќа пораки дека ќе видиме тепани и двајцата, а посебно ја. И ние бевме затворени скоро недела, две, или кај мене дома, или кај незе дома и нигде не излегувавме. Еден ден таа дојде на идеја, вика, ма никој не ни може ништо, дај да се излезиме навечер, сите млади излегуваат. И тогаш беше интересно да се иде у мотел, ми се чини мотел Стоби се викаше, на влезот во Грацко. И отидовме ние двајцата, меѓутоа они не видоа за прв пат дека сме излегле таа вечер. И тука овој ден беше црна темница, немаше никакво осветление, сега гледам има куќи, тогаш немаше куќи.
од доле од кај нивите, почна да се качуваат некои, кога проаѓа некои возила, видовме на светло како некои преоѓаат патот, го проаѓа сенки некои. И само што ги видовме тие сенки, за кратко време пред нас се створија десетина млади луѓе, наоружани со ланци, со летви, да не тепаат. Да вистина многу луѓе и кога ќе ги видиш пред тебе со оружје, ладно, и не знаеш што да правиш, и само застанал. Вака, тој едниот ме фати за кошула со раката и сакаше да почне да ме удира, а другите чекаат тој да почне и за да ме претепа, да се надоврза. Меѓутоа, тој момент реакција беа на девојката, она беше посвесна во тој момент, како што ме држеше он со раката за крагња, го удри по раката и застана за да ме пушти, и застана пред мене и ги и почна да им, тие беа некои двајца нејзини први братучеди, прво на нив почна да им вика дека од утре се откажува од роднини и дека не сака да ја кажуваат они со кого она да сака да се дружи, и ги буквално ги измаршира. Меѓутоа мене тоа после година повеќе ме правеше некои трауми у душата, зашто немав некоја сила да јас се справам со тие млади луѓе, туку девојката ме одбрани. Ептен ерба Крагуевчанката. Да. И професорот Пржовски, кој ми беше в средното училиште, збори се за джудо, карате, како било тоа спорт, за самоодбрана, како треба да искористиш на посилниот силата и да го совладаш. И тоа мене ми беше интересно и веднаш го впив на часот во мене, но немаше нигде каде да се учи ни джудо, ни карате. Наредната сезона веќе гледам во мензата кај што се хранеме во студентскиот дом, една плахата упис за джудо и карате. И таму пишува Партизан 3. Веднаш отидов, значи меѓу првите членови, да се запишам на джудо и карате. И таму беа професор Кајчевски Атанас и Сејдо Теофиловски, они први започнаа со таа секција за карате, Партизан 3, и ме прашаат што да те запишеме, за джудо или за карате. И ја викам, што е подобро? Они викаат, па добро и едното и другото. И ништо не ми одговори. Викам, запишите ми едното и другото. Така да Ке ги тепам и со джудо и со карате. Така да почнам джудо да вежбам и карате истовремено, и после сватив дека ми е малце поефикасно каратето, па останав на карате еве цел живот. Градско, според идеалната географска поставеност, која воглавно е рамничарскиот дел на средиштето на Македонија, распослано на двете страни од средното Повардарие, е срцето кое ги артикулира значајните патни и железнички сообраќајни јазли и артерии кои го поврзуваат северниот со јужниот дел на Балканот. Целата територија на општина Градско е сместена во долината на Вардар, антички Аксиос, во кој се влева Црна или антички Еригон од десната и брегалница антички Астибос од левата страна. Во оваа рамна, влажна и плодна колевка успеваат градинарството, овоштарството, кое Росоман го прослави како бренд на праската и лозата, но и на најубавата колекција овошја на популарниот транзитен пазар. Овде, во височините е развиено и сточарството. Стадата од руна ќе ги забележите на падините на Клепа, во чии скутови раседнале долно и горно Чичево. Населбата Градско. Името го добила по истоименото село што се наоѓа на 2 километри источно од неа. Новата локација е последица на изградбата на железничката пруга Солун-Градско-Скопје, заради транспортот и трговијата кои морале да бидат непосредно до станицата. Но Градско, чиј корен е град,
влече корени уште од античко време, од стариот град Стоби на 3 километри источно од селото. Откако по земјотресот во 580 година, Стоби бил срамнет со земја и опустошен. Тогаш за околното население станал пуст град. Со редукција на придавката пуст останал само град, на кој потоа му била додадена наставката која ја потенцира урбаната историја. Стоби е значаен за градско, но уште позначаен за светот, заради својата импресивна културно-цивилизацијска ризница од знаменитости, артефакти, сакрални и профани споменици и сведоштва на епохите, рамен на Помпеја. Така вели историјата, а сеќавањата на Венцо, додека го гледа Вардар, велат дека кога Вардар надоаѓал, низ него крстосувале еден вид дрвени чамци, лодки. Чунови од бетонирани даски управувани од локални јунаци, меѓу кои се издвојувал вардарскиот гардијан кој ги пренесувал или спасувал оние кои не можеле да се справат со силата на водената стихија. Токму од тој вардарски јунак, од сеќавањата на Чичко Венцо, телепатски добивме еден пријателски абер дека сме регистрирани. Синот на Андреа од Долно Чичево, дедо Атанас, татко му на Венцислав, бил еден друг тип на јунак, чувар на железницата. Порано во воените периоди, безбедноста на пругата и возовите била приоритетна служба. Мониторингот во ноките на клучните точки, кои биле згодна мета за саботажа, бил неопходен. Ете токму над нив дежурал и ги чувал и дедо му на Дејан Недев. Недеви ја совладале најопасната железничарска доктрина. Скок од воз или во воз, исто ви се фаќа по опасност. Баш онака како што јунаците скокаат во каубојските филмови. Венцислав, момчето кое не било спречено од возниот ред да ги испочитува сите приградски и градски игранки, матинеа и рандевуа, во улога на Џон Венцо или Џон Вейн од градско. Ова е тоа фамозно место каде што сенсеј Венцислав Недев скокал од возот надвор и се качувал исто така, ама потребна е посебна доктрина за тоа и он ќе ни каже. А токму тоа го изучува сите железничари, а и ние во средното училиште, како да се качиш и да се седниш во воз кога возот е во движење. Некојаш има работи кога не треба возот да застане, а треба да ги завршиш. Железничарите обично тоа им е делот на работата. Но и тоа јас му искористив, како млад уште не вработен, а веќе тие работи ме научија во училиште. И често пати кога оде во Скопје, а од Скопје за се навечер во Скопје у летниот период кога имавме распуст заради провод, пошто навикнав во Скопје да живе. И таму требаше се вратам негде на вечер околу 10 сат поаѓаше еден експресни воз кој одеше за Атина и тој не стоеше во градско. Поради тоа што не стоеше, ја ќе го замолам машиновозачот на локомотивата, дека ќе дојде во градско пред да влезе пред сигналот, да ја намали брзината за да можам да скокам. И јас тоа често го правев, враќајќи се од Скопје, иначе ако не ми застанеше тој воз во Скопје околу 11:30-12 сат, тогаш ще требаше да останам негде у Скопје цела ноќ и да се валја немав каде да спијам. Ќе мора во чекална. А скокот опасен ли беше? Скокот е опасен ако не знаеш како да скокаш. Иначе се скока на тој начин што секогаш мораш да скокаш во правец како што иде возот. Значи ако скокниш обратно, значи од возот или право или контра ако скокниш, тогаш одма и со помала брзина, па нека и 5 км на сат, можеш да настрадаш и да погинеш. Значи има врска со паѓањето и избирањето на правецот за паѓањето и дочекувањето на нозе. Тоа се прави во каратето со
оние фрлања? Токму така, и исти начин има принципи кои се најсврсисходни за да можеш и у каратето да паднеш, а да не се подметиш. Ете, а врската помеѓу железницата и каратето. Токму така. Една од врските. Една од врските, да, една од врските. Да. Ти си пробал некогаш да скокнеш од воз? Не, ние бевме премногу мали, кога тоа беа почетоците кога патувавме на европски, на светски првенства со воз, значи од Скопје па до најдалеку сме биле до Манчестер, до Англија со воз, 95-та година. Но не сум имал такво искуство, а морам да кажам дека имам многу убави спомени од тоа време. Сите каратисти, односно цела екипа, репрезентација од 15-20 луѓе сме иделе комплет со воз сме патувале и по 2 и по 3 дена. Значи не си ја поминал таа железничарска иницијација сега. Да. Иницијација железничарска. Да скокнеш, ама сега не ти препорачувам. Ама сум се качувал. Некојаш ќе се симнеме на брзинка на некоја станица да купиме нешто за едење, за пиење и возот ќе тргне и ние устрчање сме се качувале во возот. Без разлика сега што си светски шампион во многу работи, за мене се тоа многу работи како лаик, да не ги набројувам, гледачите знаат во што све си светски шампион. Не ти препорачувам да скокаш, бидејќи сега имаме понови возови, железницата е побрза малку, да, тие се кинески и мислам дека болат, да, ќе болат. Одиме понатаму. Со воз. Да. Со Чичковенцо, секаде каде што има можност и простор, ќе добиете лекција за компресија на човечката сила, најмокниот удар, фокусот и концентрацијата што ве прават несовладливи. Ова кој ќе викам давај отпор. Поглед, он ми дава отпор. А сега, гледај тamo. И максимално стегни, давај отпор. Поглед, со еден прст. Зошто енергијата не е на сотмета. Сега, Гледај долу земја. Поглед, со еден прст доле. Со еден прст. А гледај у мене сега. Поглед дали можам со еден прст. Не може. Значи, енергијата е многу битна. Таа е, па уште од физичкава енергија му ше 1000 пати појава. И сето тоа кој ќе го синхронизирате, тоа е правилно. Без разлика дали сте во винарија и за руменетиот добро вино, на планина или на татамите во сала, круна на физиката и статиката на телото и последниот фактор за триумф на улица или пред публиката е погледот. Погледот е контролата на ситуацијата. Погледот владее со противникот. Погледот е оној кој не прави победници или губитници. Ние, например, после овој убав железничарски ден, бевме добитници, ама на грниња во кои беа скрчкани вкусовите од регионот, над коим применивме наше гурманско карате. Акумулирајќи сила преку храна и сигурно нели концентрација преку деликатесно вино, пред да ја фатиме кондолно чичево преку станиците 420 и 421, култни за животот крај булките и среќни со песната на локомотивата, здравицата за спомените убаво ни легна на муабетот. Јаворот во наше чичево не чека, а крошната си ги бара фиданките од корените.